Почитувани граѓани, почитувани медиуми, изминува четвртата недела од страшната несреќа во Кочани, во која згасна 61 живот, а 200 луѓе беа повредени. Истрагата за најголемата несреќа во поновата македонска историја се уште не дава одговори на клучните прашања. Кој е одговорен за пожарот во Пулс и за сериозните пропусти на безбедносните институции? Се уште нема проширување на истрагата за безбедносните пропусти направени на кобната ноќ, ниту пак на оние што и претходеле. Ниту еден функционер од Министерството за внатрешни работи, Овара Кочани, Савара Штип или Бирото за јавна безбедност не е повикан на распит, ниту опфатен со постапката. Наместо тоа, Министерството за внатрешни работи поднесува кривични пријави против граѓани за објави на Фејсбук, кои јавно бараат правда и неселективна истрага. Дури и на младите, кои протестираа во Кочани и го изразуваа својот револт за загубените животи на нивните другари и другарки, МВР им поднела кривични пријави. Не се повикуваат оние кои биле на функции, нема кривични пријави, ама затоа се гонат младите кои пишуваат на Фејсбук и кои бараат одговорност и бараат неселективна правда. Дали МВР смета дека на овој начин некој треба да биде замолчен? Слободата на говор не е закана за истрагата. Младите не се непријатели. Тие се совеста на ова општество. СДСМ бара од Министерството за внатрешни работи веднаш да престане со притисоци и гонење на граѓани поради ставови и јавно изразено мислење. Ги повикуваме и Хелсиншкиот комитет и другите организации за човекови права да реагираат. Јавноста со право бара одговори за трагедијата и го поставува прашањето зошто истрагата е селективна и не ги опфаќа сите инволвирани лица и актуелни функционери. Граѓаните, семејствата на загинатите и целата јавност заслужуваат вистина и правда, а не молк и страв. Ви благодарам.